Во изминатите 10 месеци од 2018 година за изградба и реконструкција на улиците во општината од општинскиот буџет беа издвоени 14 милиона денари или скоро 240.000 евра. При тоа беше обновен асфалт на 11.217 метри квадратни улична површина. Исто така беа бетонирани 4.632 метри квадратни метри помали улици и краци. Покрај тоа беа изградени нови улици со купна површина од 3.082 метри квадратни и 487 метри должина. Изградени се и 150 метри нови канализационни линии во општината во вредност од околу 400.000 денари. Во изминатите 10 месеци изградени се нови линии за улично осветлување и нов кабелски приклучен вод за водоснабдителниот систем во вредност од 4.415.000 денари. Треба да се обележи дека со доделените средства во износ од 180 милиона денари, околу 3 милиона евра, од Министерството за транспорт и врски, преку јавното предпријатие за државни патишта, реконструирани се регионалните патни правци Миравци Давидово, Смоквица Падејци, Аденоеве. Токму денес започнува реконструкцијата на патот Гевгелија Негорци. Во сите образовни институции во општината се реализирани повеќе активности за подобрување на условите за работа. На стартот од новата учебна година, покрај реновирањето на објектите од централните училишта, извршено е реновирање на подрачните училишта во Давидово, Милетково и Смоквица, додека пак во подрачното училиште во Ковадец изградено е ново игралиште. Во детската градинка Цветови во Гевгелија извршена е целосна замена на столаријата во вредност од 900.000 денари, а по оштетувањето на делот од покривот од силниот ветер во месец февруар извршена е санација на покривот. Извршена е реконструкција на дневниот центар за деца со посебни потреби со одобрени 2.525.510 денари од Министерството за труд и социјална политика. За подобрување на урбаната слика во Гевгелија и во општината, свој принес имаше и јавното комунално предпријатие Комуналец, кое за кратко време финансиски се консолидира и успеа да набави по подолго време собствена механизација, ровокопач, како и нова урбана опрема. Набавени се и поставени 60 канти за отпадъци во централното градско подручје, 20 лимени контейнери за замена на старите пластични и 20 контейнери за селективен отпад. Исто така, набавени се и нови 84 контейнери со купна зафатнина од 1,1 метар кубен за комунален отпад. На западниот буливар во Гевгелија засадени се 85 дрвца како дел од програмата за зелена Гевгелија. Возниот парк на противпожарната единица Гевгелија е збогатен со специјално теренско возило за локализирање и гасење пожар на отворен простор и едно санитетско возило за пружање на прва помош на повредни лица за време на сообраќајни и други незгоди. Исто така набавени се и противпожарна опрема за лична заштита како донација, а и нови заштитни противпожарни облеки за сите вработени пожарникари. Изминатата година имавме богат културен живот, но посебно сум горд што успеавме да ги консолидираме двата најстари и најголеми спортски клубови ФК Кожув и КК Кожув. Обезбедивме опрема за 200 млади фудбалери во износ некаде околу 20.000 евра спонзорство, го промовиравме урбаниот спорт во Гевгелија, а беше извршено и уредување и на градски стадион. Почтувани, во моментот стартуваат неколку значајни проекти и активности во општина Гевгелија. Наредната недела започнува изградбата на стационарот за бездомни животни во аторот на село Негорци. Проект што се финансира од Бирото за рурален развој, но и со собствено учество наше и на општините во Ландово, Богдановци и Доера. Исто така заврши тендерот за доградба на нови 14 училници во средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, а во тек е и постапката за избор на најповоден изведувач. Исто така објавен е и тендер за регулација на дел од коритото на сува река од проектот Аква 2.
Во тека е реализација на проектот за испитување на мониторинг станица за мерење на квалитетот на воздухот, како и на проектот за инсталирање на мониторинг станица за мерење на квалитетот на водата во реката Вардар. Во бунарите со вода за пиење во тек се испитувања за присуството на арсенот, кои ќе бидат основа за инсталирање на систем за деарсенизација на водата во текот на наредната година, бидејќи ова година завршуваме со избор на проект. А тоа значи обезбедување на квалитетна вода за пиење и во овие бунари. До крајот на годината Гевгелија ќе добие уште еден урбан спортско-рекреативен центар, а тоа е Динкјот. Во периодот што ни предстои, не очекуваат нови предизвици, пред се за подобрување на комуналната инфраструктура и потикнување на локалниот економски развој. Денес, после оваа пресконференција, ќе имам средба за прв пат со представници на германската KfW банка, преку која добивме минатата година германски грант во висина од 2,5 милиона евра, со што всушност започнува и имплементацијата на овој проект. Средствата од овој грант ќе бидат наменати за изградба на водовод, канализација и атмосферска канализација во стамбените населби Караорман, Мрзенски рид и потек Касарна во населените места Негорци и Пардејци, како и комунално уредување на технолошко развојната зона кај Пардејци. Со тоа се создаваат услови, имајќи го во предвид веќе присутниот интерес на инвеститорите за профункционирање комплет на оваа ТИРС зона. Покрај определбата за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во општината, во изминатата година како општина настојувавме да го подобриме и квалитетот на услугите кон нашите корисници, граѓаните. Општина Гевгелија доби сертификат за ISO стандард 9001-2015, што е уште една потврда за успешна примена на системот за управување на квалитет. Моја заложба е овој стандард во иднина да го напредиме.